Денес го враќаме во живот. Правиме кљакер. Балканот во една чаша. Прво што треба да направиме, ставаме 1 литар вода. Јас користам купечка вода за посигурно. Затоа што знаеме, нели, во водата од чешма има минерали, има хлор. За да бидеме безбедни, користам вода купечка. На 1 литар вода додавам 100 грама шеќер. Мешаме се додека не се растопи шеќерот. Педесет милилитри цеден портокал, сок од цеден портокал. 3 до 4 грама кора од портокал, но внимавајте. Избегнувајте го белиот дел, затоа што ќе даде сосема друг вкус, тоест ќе биде горчливо. Затоа само чисто кората од портокал. Ја додавам и низ. И многу важна состојка на целиот кљакер. 20 грама суво грозје, но не претходно да биде измиено. Затоа што на неговата површина има природен квасец. Ако претходно го измиеме сувото грозје, нема да може да се активира. Сувото грозје го користиме како природен квасец. Сега, се ова убаво ќе се измеша, но не е многу агресивно. Чисто колку да се соедини. Сега, кљакерот го ставаме во шише. Спремно е за ферментација. Не заборавајте да го ставите и сувото грозје, и портокалот, и кората. Тоест кората од портокал. Вака спремната течност за кљакерот ја затвараме со капак, но не и превише да ја стегнеме. Туку чисто да има малку простор да може да ферментира. Вака, сега спремно, треба да отстои 24 часа за да почне да ферментира. Како ќе знаеме дека ферментацијата ни е успешна? Кога шишето ќе стане тврдо, знаеме дека веќе ферментацијата ни е 100% успешна. Потоа одиме со следниот чекор. Се гледаме утре. Ете, драги мои, како што можете да забележите, зрната од сувото грозје се кренаа на површината. Тоа значи дека ферментацијата ни е успешна. Може и да се забележат меурчињата, нели? Сега вака, сакам да ви објаснам што се случуваше во текот на целата ферментација од тие 24 часа. По истекот на првите 12 часа ќе забележиме 1 до 2 од сувите грозденца кои се креваат горе. Значи, тогаш е веќе започната ферментацијата. Во тој случај го затвараме убаво шишето, херметички затворено. Сега шишето веќе стана тврдо. Сега е вистинскиот момент да се стави на ладење, да се излади кљакерот од 4 до 5 часа и потоа одиме со дегустација. Сега, откако убаво се излади кљакерот, нека не ве збунува што веќе зрната не се горе, затоа што на тој начин ја прекинуваме ферментацијата и они автоматски одат повторно на дното. Хајде да го отвориме. Тоа е тој звук. Значи е успешен. Сега одиме на прецедување и нормално мора да се вкуси. Не очекувајте некој интензивен вкус на газирано, затоа што сепак станува збор за домашна ферментација, домашен кљакер
Епа, на здравие!